Документите приложени во барањето за азил ги посочуваат домашните институции кои му овозможија на Груевски да избегне одслужување на затворската казна. Додека се истражува организацијата и изведбата на неговото бегство, унгарските власти процениле дека тоа е жртва на политички прогон, а во прилог на тоа оди единствено мислењето издадено од Комисијата за заштита од дискриминација. Веројатноста е дека оваа институција била клучната алка за операцијата која Груевски и дел од институциите ја подготвувале подолго време. Врз Никола Груевски е извршена директна дискриминација врз основа на личен и општествен статус како поранешен председател на владата на Република Македонија и поранешен председател на политичка партија, што како последица имало одземање или нарушување и ограничување на еднакво признавање на правото на правично судење како основно човеково право. Процени тогаш комисијата, а речиси идентични се забелешките на унгарските власти кои му го одобрија азилот. Сепак спорна е веродостојноста на мислењето на комисијата, особено доколку се земат предвид европските извештаи за нејзиното работење. Потребно е да се нагласат и постојаните недостатоци во работата на Комисијата за заштита од дискриминација, вклучително и нејзината независност и непристрасност, просториите на комисијата, капацитетите, кадарот и финансиските ресурси и натаму се неадекватни. Јавноста има мала доверба во комисијата, а канцеларијата на Народниот правобранител добива бројни поплаки за дискриминација. Бројот на решени случаи со утврдена дискриминација и натаму е беззначителен. Оцени годинава Европската комисија, а со вакви констатации денеска се јави и Хелсиншкиот комитет за човекови права. Само во последните 3 години членките на мрежата за заштита од дискриминација доставила 19 представки во случај на дискриминација кон маргинализирани групи граѓани, за кои комисијата во просек доцни по речиси 4 месеци, а за 3 од поведените представки комисијата доцни и повеќе од 1 година. Например, комисијата се уште нема одлучено по представката против Миленко Неделковски, пратена на 2.2.2017 година. Наспроти ваквиот однос на игнорирање на маргинализираните заедници, комисијата постапи брзо и пред законскиот рок во предметот на поранешниот премиер Никола Груевски. На селективно постапување се пожалија и група родители на деца со попреченост, кои во допис до нашата редакција меѓу другото вела дека нивните представки остануваат најчесто без одговор. За Комисијата за дискриминација за жал не сакаат јавно да зборуваат родителите, уплашени се. Ете во каква држава живееме за жал. Инаку ние родителите сме многу лути токму на таа комисија. На представки од нас родителите ретко дури да одговорат, а на пример за Груевски инстантно се произнесоа: "Не сме сите исто вредни во оваа земја, ранливите категории се запоставени и споменувани само за избори." Реагираа Сдруженијата на родители. Мислењето на комисијата за Груевски е спорно ако се земе предвид фактот што со неа раководи Александар Даштевски, кадар кој важи за голем поддржувач на ВМРО ДПМНЕ. Тој за дел од медиумите негирал дека мислењето го издале како адут за азилот на Груевски, но остана недостапен на повиците на 1 ТВ. Дополнително одговори побаравме и на веб страната на комисијата, каде беше образложена одлуката за пребеганиот екс-премиер, но веќе втор ден таа не е во функција.